Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Општина Охрид ќе го спасува Охридскиот пливачки маратон. Авантуристичкиот туризам зема се поголем замах. Со поетски портрет на Лидија Димковска и ликовна изложба на академскиот сликар Никола Пијанманов, утре вечер започнува поетска ноќ во Велестово. Викендов се заокружува уште едно издание на алтернативно културно-забавно лето во Охрид. Пред 30 години во Охридската касарна стапнал првиот регрут на Арама. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево и потопло време со дневна температура која што се искачи до 32 степени. Во текот на ноќта четврток кон петок ќе превладува претежно ведро и топло време. Во петок над Централна Европа и поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во северозападна и северна Европа. Во останатите предели ќе превладува претежно сончево време. Во северните предели на Балканот утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели од полуостровот ќе превладува претежно сончево и топло време. Максималните дневни температури во интервал од 27 до 39 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло време. Во попладневните и вечерните часови локално во северозападните и северните предели се услови за развој на нестабилност која што може да предизвика локално невреме. Минималните температури од 13 до 22 степени, додека пак максималните дневни во Македонија утре ќе достигнат до 30, односно до 40 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. Во сабота предпладне претежно сончево, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и температура до 30 степени. Во недела и понеделник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со пад на температурите. Минималната температура од 18, односно 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27, односно до 26 степени. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Општина Охрид ќе го спасува Охридскиот пливачки маратон.
Градоначалникот Пецаков најави обиди за обезбедување финансиски средства за награди на маратонците, а пливачки клубови се подготвени да ја преземат техничката реализација на трката. Откажувањето на јубилејното 60-то издание на Охридскиот пливачки маратон ја отвора Пандорината кутија за проблемите во кои што се дави Македонската пливачка федерација со децении, беше кажано на денешната пресконференција на градоначалникот. Градот прави обид да се одржи Охридскиот пливачки маратон. Општината се вклучува да го спаси 60-тото јубилејно издание на маратонот, откако пливачката федерација се откажа од организацијата поради блокирана жиросметка. Оваа вест, која вчера ја соопшти председателот на државата, кој покровител на манифестацијата, најде на бурни реакции во охридската и македонската јавност. Во изминативе 12 часа по откажување на Охридскиот маратон, веднаш се испратени покани до странските пливачки маратонци, а главното прашање за наградниот фонд е се уште отворено, иако има најави за поддршка од бизнис секторот, изјави Кирил Пецаков, градоначалникот на Охрид. А околу финансите, дефинитивно се потребно околу 50.000 евра за да изгледа како што треба. Разговарам во ова време кога дојдовме да окажеме како време на откажување на Охридскиот маратон. Значи, оваа година би можеле со толку да организираме, и општина Охрид е спремна сето тоа да го понесе, како и да е, како што кажав, на покана и во комуникација уште во текот на ноќта со директорот на Агенцијата за млади спорт го поканав, ќе пристигне тука и да видиме на кој начин можеме да направиме се што е во наша мок да се одржи овој маратон. Македонската пливачка федерација со години има блокирана жиросметка. Нема исплатено награден фонд на маратонците во изминатите 2 години. Должат и на охридските хотели, кажа Кочо Паскали, председател на пливачкиот клуб Охридски бранови. Додаде дека пливачкиот клуб е подготвен да ја преземе техничката организација на трката. Охридски бранови има своји реквизити за старт, патека, цел. Луѓе со кои се работиме години, пловни објекти, глисери, суди, целта да се спреме. Значи за све имаме луѓе. Ние за 24 сати како клуб со Црвен крст можеме да го стакнеме маратонот утре да пливаме. А пливачите донесете вие пливачи, обезбедите ги средства. Општина Охрид во иднина ќе мора да ги земе работите како главен организатор на настанот, најави охридскиот градоначалник. Ние ќе го поканиме председателот да биде покровител на манифестацијата и наредната година и другите институции. Ова е настан од државен интерес, но главната организација да ја преземат општината заедно со охридските пливачки клубови. Изјавата за неодржување на Охридскиот маратон ја отвара Пандорината кутија во пливачката федерација и нештата допрва ќе се дознаваат како и што се случувало таму. Најбитно ни е маратонот да почне да го враќа стариот свој сјај, кој привлекуваше многу луѓе како од Охрид, така и од Македонија, па и од странство. Да го следат, кажа Пецаков. Агенцијата за млади и спорт со владина поддршка ја презема организацијата на Охридскиот маратон, соопштија од агенцијата. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски утре ќе се сретне со градоначалникот на Охрид, пошто ќе бидат објавени повеќе детаљи за одржувањето на Охридскиот маратон. Современиот турист денес бара подлабоки искуства и необични доживувања. Авантуризмот зема се поголем замав. Охридско-Струшкиот регион има солидна понуда од типот веслање, параглайдинг, велосипедизам, планинарење, кајакарење, едрење, нуркање, јавање коњи и слично. Според експертите потребна е поголема промоција. Активниот туризам зема се поголем замав. Новите трендови на патувања не се веќе врзани само за сонце и плажа. Современите туристи денес сакаат необични доживувања, бараат авантура. Пандемијата, рестрикциите и мерките ги зближија луѓето со природата. Веслање, параглайдинг, велосипедизам, планинарење, кајакарење, едрење, нуркање се повеќе привлекуваат гости во Охридско-Струшкиот регион. Странските туристи оваа година најмногу се од Полска, Чешка, Словенија. Зборувам за странските гости, а до минатата година значителен беше бројот на украински гости кои за жал со оглед на ситуацијата во нивната земја годинава ги немаме.
најатрактивни спортови или побарувања од активности се кајакарењето и нуркањето. И Вевчани ги следи новите трендови во туризмот. Таму најактуелни се еднодневните или викенд екскурзии. Најбројни се туристите од регионот и организираните групи од Холандија и Полска. Најмалата општина во земјава ја збогати понудата. Годинава главна атракција е јавање коњи до летничките езера на Јабланица. Крај природните убавини, значи најчесто не посетуваат луѓе кои се заинтересирани за велосипедизам планински, ги возат патеките што ги имаме на планината. Исто и мислам дека е пуштена во употреба и коњичкиот клуб што е во Вевчани. Интересно се но исто се користи Јабланица за јавање на патеките. Се користат истите што се, например, тие се може да се користат и за велосипедизам, сакате со велосипед, сакате со коњ, пеш може да се минува. Значи, знаеме прекрасната Вевчанското езеро, планинско, Локва, така наречено, исто е доста посетено во летниот период, пошто е поприступачно. Модерниот патник денес бара подлабоки искуства, кои поттикнуваат емоционална поврзаност со одредена дестинација, необични доживувања, за да може да се приближи до локалната култура. Охридско-Струшкиот регион има огромен потенцијал за авантуризам, но потребна е поголема промоција и избогатување на понудата. Експертите велат, треба да се прават што повеќе приказни за привлекување на што повеќе туристи. Со поетски портрет на Лидија Димковска и изложба на академскиот сликар Никола Пијанманов, утре вечер започнува 34-та поетска ноќ во Велестово. Тридневната програма содржи поетски читања, работилница со млади поети и 2 дебати. Утре започнува 34-тото издание на поетска ноќ во Велестово. Манифестацијата влезе во една сериозна зрелост, а со тоа доаѓа искачување со што поетска ноќ во Велестово го добива приматот на една од најзначајните манифестации во Македонија. Уште на почетоците се наметна со една оригиналност од представување на еден македонски поет и еден сликар, низ 3 децении прерасна во еден вид антологија на македонската поезија и сликарство, истакна денеска на пресконференција основачот Славе Ѓорго Димовски. Манифестацијата има двојна улога. Едната улога е да се го заштити на македонскиот јазик, а другата улога е преку манифестацијата и гости од надвор, ние тој јазик да го пренесуваме и надвор од нашите граници, зашто знаеме какви црни облаци ни се спуштаат. Мислам дека со убавиот збор, со поезијата, веќе поезијата представува есенција на еден јазик, ќе се зачува, ќе се одбрани и ќе се оди напред. Тридневната програма ќе започне утре вечер по традиција со поетски портрет и ликовна изложба која ќе биде поставена во тремот на црквата Успение на Пресвета Богородица во село Велестово. Годинава ја имаме Лидија Димковска, македонска поетеса, прозаистка, преведувачка, добитничка на бројни награди за проза и за поезија, особено позната актуелно како добитничка на минатогодишната награда Браќа Миладиновци што ја доделуваат Струшките вечери на поезијата. Исто така традиционално знаете секогаш имаме една ликовна изложба. Годинава имаме ликовна изложба на академскиот сликар Никола Пијанманов од Струмица. Во сабота во касарна Хаб со почеток од 11 часот ќе се реализира работилница за млади поети од регионот насловена Охрид поетски викенд, на која ќе се представат поетите Салахатин Јулгиден од Турција, Валентина Бахтијаревиќ од Србија, Мањола Анаси од Албанија, Диме Данов и Јулијана Величковска од Македонија. Ќе имаме работилница посветена и специјално намената за млади, особено за учениците од Охридската гимназија Свети Климент Охридски, на која што овие наши гости, поети, кои што не се само исклучиво поети, туку некои од нив се универзитетски професори, некои од нив се фотографи, филмаджи, актери и така натаму, кои што на младите ќе им ја представат ќе им го представат или ќе им го пренесат своето знаење и умење за тоа како креативно да пишуваат поезија, но и како иновативно да интерпретираат поезија. Вечерта со почеток од 18 часот ќе се одржи поетско читање во кафе бар Шила во Охрид.
На годинешната манифестација учество ке земат и поетите Ким Симонсен од Фарските острови, професор на Универзитетот во Амстердам, македонската поетеса Ана Голеишка-Џикова, Алеш Мустар од Словенија и Зорања Кимовски од Охрид. Програмата ќе биде заокружена во недела со интернационално поетско читање во природа во село Велестово насловено Поезија за лес. Предвидени се и две дебати на тема улогата на пејзажот во книжевноста со цел подигање на еколошката свест и улогата и важноста на книжевните преводи. Сокул револуција и рап еволуција во петок и проекција на македонските филмски класици на отвореното кино со автомобили се заокружува четвртото најпосетено алтернативно културно-забавно лето во Охрид. Музичко-филмски викенд во комплексот Касарна Охрид за затворање на четвртото алтернативно културно-забавно лето организирано од културолошка иницијатива 5 до 12. Кул револуција и рап еволуција е насловот на музичкиот, а отворено кино со автомобили е филмскиот раритетен настан што првпат го организиравме во 2020 година, вели Јован Цветковски од културолошка иницијатива 5 до 12. Отворено летно кино за луѓето беше многу интересно, бидејќи никој не памти во Охрид беше првпат, значи во историјата се организира тој настан. Во Македонија знам во Скопје дека е 60-тите, 70-тите неколку пати организирано и сакавме да го вратиме тој настан, бидејќи е многу интересен како концепт и да си дел самата публика да дојде да присуства на таков настан, така што ги поканувам сабота 20 и 21 во недела да дојдат, но исто така уште утре 19 ќе започнеме овој викенд, музичко-филмски викенд со музички концерт на млади артисти од Скопје, Матеј Фолт, Зибом, Пецо Исток и диџеј Петар. Ова издание во знакот на самоисполнување, самоизразување, креативност и ментално здравје поминува со прилично голема заинтересираност за понудените културно-забавни содржини, истакнува Цветковски. Можам да кажам дека за сега е едно од најдобрите изданија, можда бидејќи е последно, ама со оглед на претходните години кои што ги имавме проблемите со пандемијата, за разлика од претходните години, ова година бројката посетеноста на млади луѓе и општо на настаните беше навистина изненадувачка, значи во позитивна смисла. Веќе наредната година иницијативата ќе одбележи 5-годишен мини јубилеј, чија што концептуална подготовка започнува веднаш по завршување на ова издание. Но генерално концептот сакаме да остане ист, бидејќи сакаме настаните кои што ги започнавме од првата година, речиси да се развиваат, да се крева на квалитет, да се додаваат нови работи кои што сметаме секоја година дека може да се подобри самиот настан. Така што концептот би го држеле ист, сакаме настаните кои што поминуваат предобро и луѓето ги бараат да го креваат нивото и да станат традиционални на алтернативната сцена во нашиот град, но секако дека имаме спремно и нешто ново за наредното издание. По петочната рап еволуција изданието ќе биде заокружено со проекции на македонските филмски класици Мирно лето во сабота и култниот Тетовирање во недела во 21 часот. На 14 април 1992 година во касарната во Охрид пристигна првиот македонски регрут од првата генерација војници во АРМ. Тоа се случи нецел месец откако JNA целосно се повлече од територијата на Македонија, пошто територијалната одбрана ги презеде границите и воените објекти. Денес армијата на Македонија одбележува 30 годишен јубилеј, а датумот на роденденот 18 август е денот кога во 1943 година на Славеј планина во областа Дебарца бил формиран баталјонот Мирчацев. Централната прослава по повод 30 годишнината на армијата на Македонија се одржа денеска во касарната Илинден во Скопје. По тој повод се одржа и дефиле на ешалони составени од припадници на сите команди единици на армијата и современите борбени возила со кои располагаат. Председателот на државата и врховен командант на војните сили Стево Пендаровски на првиот македонски министер за одбрана Трајан Гоцевски му додели орден за војни заслуги, логистичка база во армијата и организација на резервни офицери. На свеченостите во касарната присуствува и премиерот Димитар Ковачевски, министерката за одбрана Славјанка Петровска, началникот на генералштабот генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, представници на парламентот, дипломатскиот кор, припадници на армијата.
За роден ден на армијата е избран 18 август, денот кога во 1943 година на Славеј планина во областа Дебрца бил формиран баталјонот Мирчацев, кој се смета за првата организирана војна формација на Новна Македонија. На 27 март 1992 година Југословенската народна армија целосно се повлече од територијата на Македонија, понесувајќи го со себе сето оружје и опрема. Македонските војници, организирани во територијална одбрана, ги презедоа границите на државата и војните објекти. На 14 април 1992 година во касарната во Охрид пристигна првиот македонски регрут Панче Јамандиев од Велес, а следниот ден во касарните во Скопје, Битола, Штип и во Охрид беше примена првата генерација војници во Арама, со што и почна формирањето на вооружените сили на Република Македонија. Јубилеот Арама го прославува во време кога земјата е веќе 2 години членка на НАТО. Да ги погледнеме и вестите што ги пренесоа странските новински агенции за денеска. Во експлозија во џамија во Кабул 21 лице го загуби животот, а 33 се ранети, соопшти полицијата. Експлозијата се случила за време на вечерната молитва. Властите не кажале што точно ја предизвикало експлозијата. Бројот на напади во Авганистан е во опаѓање откако талибанците ја презедоа власта пред 1 година, но истите не престанаа. Град силен дожд и ветер со брзина од над 220 км на час го погодија францускиот остров Корзика. 3 лица загинаа, од кои едно дете. Најмалку 12 лица се повредени. 13 годишното девојче загинало кога врз неа паднало дрво во камп, а 72 годишна жена загинала во нејзиниот автомобил кога врз неа се урнал покрив од колиба. 45.000 домакинства останале без струја, соопштија локалните власти. Украинките повикани на воена служба. Тоа се државјани на Украина чии специјалности се вклучени во списокот на регрути и мора да се пријават за воена служба до 1 октомври. РИА Новости пренесува дека нема веднаш да се применат казнени мерки за оние кои нема да го сторат тоа. Претходно, Генералштабот на Украинската армија соопшти дека жените ќе бидат вклучени во воената евиденција само со нивна согласност, пренесе Тањук. 23 лица загинале, а 36 се повредени во автобуска несреќа источно од Казабланка. Ова е една од најсмртоносните несреќи во Мароко во последните години, соопштија властите. Според првичните информации, автобусот се превртел на кривина. Не е познато дали меѓу жртвите има и странски туристи. Автобусот патувал од Казабланка до руралниот регион Ајт-Атап. Илјадници незадоволни аргентинци го блокираа центарот на Буенос Ајрес за време на насилните улични протести. Погодени од зголемените животни трошоци и слабењето на националната валута пезосот, тие бараат од владата да ги зголеми платите и бенефициите за невработеност. Економската криза во Аргентина доведе до зголемување на бројот на сиромашни на 40% од населението. Председателот Алберто Фернандес се бори да најде решенија за галопирачката инфлација која се движи околу 70%. Пишува Ројтерс. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!